ова тешко може некој да го квалификува како популизам. Јас ќе го квалификувам како реализам наспроти елитизмот, па и снобизмот на пратениците, меѓу кои многу седат и овде. Ајде да се сетите на трошоците на патните трошоци, а да не зборувам и за сместувањето од 400 евра овде, а бога ми и со децении и двете ги комбинирале некои од пратениците. Затоа мислам дека не очекувам да се откажат пратениците од привилегиите кои патуваат, иако мислев дека па бога ми патните трошоци може да се реализираат и на патувањето може да биде и организирано, како во многу земји, во скандинавските, па владата да ангажира или собранието организиран превоз, па тоа да чини многу поевтино, одошто секој по свое, па дел од тие средства, да се дислоцираат кај учениците и студентите. Значи, поголема скромност и реалност од пресметката што ви ја презентираше колегата, нема. Точно направивме анализа на најниските можни трошоци. Значи, за да не биде тоа 6.000 колку да се стори ред, да се покаже еве се грижиме, бидејќи не значи грижа, предложивме нешто што е најблиску 9.000 денари. Ако заменик министре немате и за тоа разбирање, тогаш навистина не знам што се случува во тоа министерство. Од јас многу пати сум рекла дека со 3,5% беше од бруто општествениот или 3,7% за образование, волшебничка или волшебничка да сте, па не можете да ги решите проблемите. Еве, ајде барем за момент да бидам идеалист и да очекувам разбирање од членовите на парламентот, односно од моите колешки и колеги, кој ќе се разликува од она на владата, зашто иначе не знам дали има потреба и од парламент во која екзекутивата е поважна, па пратениците се однесуваат според тоа што вели владата, а не што размислуваат. Шокирана сум од тоа, ама баш за се да се одлучува дисциплинирано, што важи и за опозицијата понекогаш, морам да кажам, ама ајде да се одважиме сега, бидејќи не сме во прашање ние како кандидати, туку зборуваме за студенти, за млади луѓе, да одлучиме во нивна корис, па да го ставиме пред предизвик заменик министерот и министерството. Да, не мора овде да одговара само не, а ние упорно да седиме и да се надеваме дека ќе чуеме едно да, ама еднаш е време нашето да заедничко да биде обврска за нив.